Нема фиксен датум за почнување на преговори за членство во Европската Унија за 6 земји од Западен Балкан. Ова е заклучокот по состанокот на европските челници на самитот во Словенија. Земјите од Западен Балкан припаѓаат на Европската Унија, но мора да се спроведуваат реформите, порачи претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. По состанокот на земјите членки, фон дер Лајен само ги потврди барањата кои ги постави бугарскиот претседател Румен Радев, дека за надминување на блокадата за македонските интеграции мора да се спроведува прашалникот 5+1 точка. Земјите од Западен Балкан направија многу. Не велам дека е се направено, но направено е многу. За решавање на проблемот меѓу Македонија и Бугарија да се примене прашалникот 5+1 со конкретна агенда за спроведување. Германската канцеларка Ангела Меркел со остартон порача дека проблемите околу блокадата на пристапните преговори на Македонија може да се надминат, но лично таа не дала поддршка за утврдување на датум за започнување на преговорите. Земјите од Западен Балкан припаѓаат на Европа, но не поддржав да им се даде фиксен датум за нивно пристапување во Европската Унија. И покрај јасните пораки од Унијата дека треба да се продолжи со имплементација на реформите, премиерот Заев пак потенцирал дека итно се потребни европски чекори од страна на сите земји членки на Европската Унија со цел да не се дозволи разочарување. Им ги сподели в очекувањата јасните определби на македонските граѓани за европска иднина на Македонија и дека итно се потребни европски чекори од страна на сите земји членки на ЕУ, со цел да не се дозволи разочарување на нашиот народ, а со тоа изголемување на ризиците од засилување на ретноградните националистички струи. А додека Македонија негува надежи, Бугарија повторно условува. Бугарскиот претседател Румен Радев бара земјава до ноември да понуди писмени гаранции кои ќе бидат обврзувачки. Македонските бугари да биле дел од уставот, но и да ги добијат сите права како и другите народи. Нашите позиции се јасни. Нашите позиции се јасни. Додека овој процес продолжува, додека нашите сонародници низ годините се уште се подложени на една истенчена асимилација, додека се потиснати основните права и не се интегрираат полноправно во Македонија, како и другите народи, ние нема како да кажеме да за почеток на преговорите. Протоколот кој го бара Радев треба да содржи правно обврзувачки гаранции за спроведување на одлуките донесени во договорот од 2017 година. Дел од нив се однесуваат на тоа македонските бугари да бидат впишани во уставот, за да се запре, како што вели, фалсификувањето на историската вистина, да се сменат наставните планови, да се запре прогонот на луѓе кои се идентификуваат како бугари во Македонија, државниот ров во Скопје јасно и категорично да прекине со идеологиите за тоталитарното минато, се наведува во бугарските барања.